Антарктик, забранетата земја и неговите вонземски тајни. Антарктик, најстудениот, најнеистражениот и најзагадочниот континент на планетата, покриен со дебели слоеви мраз, овој континент крие бројни мистерии кои научниците и истражувачите со децении се обидуваат да ги откријат. Но, дали е можно Антарктикот да е повеќе од само замрзната површина? Дали тука постојат тајни бази, непознати цивилизации или дури и вонземски структури? Во последниве 2 години испаѓаат многу интересни и занимливи видеа поврзани со Антарктикот. Некои истражувачи веруваат дека под мразот се наоѓаат остатоци од изгубена цивилизација, можеби дури и дел од легендарната Атлантида. Според антички мапи како што е Пири Рейс, изгледа дека некои луѓе знаеле за Антарктикот пред да биде откриен во модерното време, а ова отвора уште повеќе прашања за неговото вистинско минато. Повеќе од 98% од Антарктикот е прекриен со мраз кој на некои места достигнува дебелина од неколку километри. Но што ако ви кажеме дека научниците откриле огромни подземни пештери и топли зони под овој замрзнат континент? Длабоко под мразот, што навистина се крие? Дали овие области би можеле да служат како тајни бази или скривалишта за нешто многу постаро и помоќно од човештвото? Тајните под мразот, со сателитски снимки и сведоштва од истражувачи, во последните години се појавија бројни теории дека под ледената покривка се кријат огромни подземни структури. Некои дури тврдат дека тоа се древни градови, можеби изградени од непознати цивилизации или дури и од вонземјани. Тајни мисии и забранети зони. Дали знаете дека постојат области на Антарктикот каде што никој не смее да стапне? Иако договорите за Антарктикот наведуваат дека континентот е за научни истражувања, многу области се строго забранети за јавноста. Доколку сакате вакви мистериозни приказни, не заборавајте да го лајкнете видеото, да се претплатите на канал Тампес и да ни оставите коментар со вашето мислење. Некои веруваат дека овие зони се користат за тајни експерименти со непознати технологии или дури и за проучување на вонземски објекти. Неколку истражувачки тимови пријавиле дека нивната опрема мистериозно престанала да работи додека истражувале одредени региони. Дали ова се должи на природни електромагнетни аномалии или нешто многу помрачно? НЛО активност на Антарктикот. Постојат извештаи за неидентификувани летечки објекти, НЛО, забележани над Антарктикот. Некои теоретичари на заговор тврдат дека таму се наоѓаат тајни воени бази каде што се кријат технологии од друг свет. Наводно, нацистите за време на Втората светска војна имале база на Антарктикот наречена Нојшвабенланд, каде што вршеле експерименти со напредна технологија, можеби дури и со вонземска помош. Проектите кои го кријат вистинското лице на Антарктикот. Многу влади, вклучувајќи и Америка, имаат ограничен пристап за истражување на Антарктикот. Дали е ова само за заштита на природата или можеби нешто многу поголемо? Тајни документи наводно укажуваат на операцијата Хајџамп или во превод Висок скок во 1947 година, каде што американскиот адмирал Ричард Бирд се соочил со технологија која не била од оваа планета. Докази за контакт со вонземјани. Во 2018 година се појавија снимки на кои се гледаат чудни геометриски форми и структури под мразот, некои од нив личат на пирамиди, што доведе до теории дека Антарктикот бил дом на древна интелигентна раса. Некои сведоци тврдат дека виделе НЛО како влегуваат и излегуваат од мразот, а според некои документи кои наводно протекле од воени извори, на Антарктикот постои портал, што води кон друга димензија или кон вселенски патишта кои ги користат вонземјани. Антарктикот е континент на мистерии кој останува скриен од човечките очи. Дали владите знаат повеќе отколку што ни кажуваат? Дали овде постои нешто што би можело да ја промени нашата историја за секогаш? Вашето мислење ми е важно. Што мислите вие за мистериите на Антарктикот? Дали се само теории или постои нешто што треба да остане скриено? Антарктикот останува континент на мистерии. Дали таму има вонземски бази? Дали владите кријат докази за контакт со напредни цивилизации? Одговорите можеби се закопани под километарскиот мраз, чекајќи некој ден да бидат откриени. Напишете коментар и споделете го видеото за да дознаат повеќе луѓе за оваа загадка. Не заборавајте да се претплатите на канал Тампес за уште повеќе неверојатни мистерии. Канал Тампес ви е благодарен за вашето одвоено драгоцено време.